Добро вечер. Четврток 22 часов, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во втор дел на интервјуто со Насер Зебери, јас би го дефинирал како подобриот дел од интервјуто со Насер Зебери, суштината или што се разговарало на тие средби со Али Ахмети, дали нашите служби имале контрола врз Али Ахмети, како се прават контактите со Али Ахмети, тајните преговори кои претходат на Охридскиот рамковен договор, што де факто се случувало во тие преговори во Охридскиот рамковен договор, 60 минути интервју со Насер Зебери, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Насер Зебери, втор дел на интервјуто, 97 година. Пропас, колапс на албанската држава. Фатос Нано доаѓа, Сали Бериша се враќа, се празнат магазините, значи едно огромно количество на оружје излегува од војните магазини на албанската држава, на албанската армија, вела дека тоа е почетокот на вооружувањето на структурите во Косово, структурите во Македонија, претходница на војната 99 година во Косово и војната 2001 година во Македонија. 97 година мислам дека организирано внесување и планирано внесување на оружје во Македонија нема. Криминални групи, профитери не се исклучува и сигурно дека имало, но организирано внесување на оружје во Македонија 97 мислам дека нема. Многу ми знаете сега тоа го поврзуват со она бежање на американците од Афганистан, кај што оставаат софистицирано оружје, кој останува кај талибаните и вела тоа оружје може да биде искористено во некој конфликт таму во Кина, ујгурите и така натаму и така натаму. И голем дел од овие безбедносни полициски експерти вела дека тоа оружје, па исто Нандов нели во неговата книга, тоа оружје во еден голем дел е прелеено во Косово, подоцна од Косово е вратено во Македонија и дека навооружувањето на овие структури на учека на Косово и во Македонија е направено со помош на тоа оружје со крахот на албанска држава, дека тоа мириса на некаков ракопис на американците, на ЦИА, на тајните служби и така натаму. Крахот на безбедносните структури и целиот државен апарат во Албанија е повеќе резултат на наивните политики на Сали Бериша, тогаш со пирамидалните штедилници. Сали Бериша, гледате, учествува и во Македонија, велите, во процес на денунцирање на ПДП со Киро Глигоров платформа. 92-3-4. Подоцна, нели, оние најави дека Осама Бин Ладен се крие таму и така натаму и така натаму, значи тоа што Албанија поминува не се еден многу бурен процес, многу бурен период. И тоа е една катастрофа за луѓето таму. За среќа со мал број на жртви, зашто можело да биде... Тоа беше како буре барот. Да. Тоа беше буре барот. Меѓутоа, мислам дека брзо опозицијата таму се консолидираше со излегувањето од затвор на Фатос Нано и стабилизирање на односите. Но тоа секако доведе до распад на целата структура. Почина колешката Невенка Митревска пред една недела и сега тоа ме потсети на една средба со Кристофер Хил. Невенка Митревска, Мирка Велиновска со Кристофер Хил, кај што ги разгледувавме процесите во Албанија. И тогаш прв пат Кристофер Хил дали или што мислите вие за Фатос Нано? Дали Фатос Нано може да ја стабилизира ситуацијата? Нема како може да ја стабилизира кога е во затвор? Па добро биле ве, може да излезе од затвор. И сега Невенка Митрева вели, ама знаете, тоа е криминалец. Фатен е во криминал, затоа е во затвор и така натаму и така натаму. И Хил вели, па добро, тоа се решава со една вила на Сицилија. И не помино неколку дена, навистина Фатос Нано е изваден од затвор, станува албански премиер, подоцна исто паѓа по некаков сличен принцип и така натаму и така натаму. И ние тога сваќаме всушност како функционира високата политика. Го сега некој ми кажува во врска со Преспанскиот договор, во врска со Бугарскиот договор и така натаму, дека тоа се случува спонтано, дека тека американците не оставиле, дека никој не стои за нас и така натаму и така натаму. Се обидувам да им кажам дека тоа ниту одговара на вистината, а ниту некој кој е империјална сила во светот ќе си дозволи на било која точка на земјината топка да се случи нешто без нивна контрола. Да има такви случајности. Несомнено дека и ЦИА, и ФБИ, и другите безбедносни разузнавачки структури имаат податоци и информации за тоа што се случува во одредена земја, а во Албанија им беше и сервирано тоа да се направи. Бевте близу пријател со Бранко Цренковски. Секогаш Насер Зебери важеше за најголем СДСМовец во структурите на албанскиот политички кампус.
И една од причините 2020 година да бидете се ја кандидат за премиер е ако дојди стани падни во преговорите помеѓу СДСМ и помеѓу ДУИ, вие да бидете на некој начин капичик, да бидете мостот кој ќе треба да ги спои Зоран Заев и Али Ахмети. Несомнено дека долго соработував со Црвенковски. Многу луѓе ме сметаат така, како негова десна рака во албанскиот кампус, но вистината е сосема друга. Да, јас соработував на фер основи, често пати со бескрајни дебати и во собрание, и во влада, и повторно во собрание, зашто имавме таков тек на односи во еден период кога беше пратеник и јас бев пратеник. Потоа он стана премиер, па после 2 години јас станав член на влада и потоа потпредседател. Па по изборите 98 станавме повторно и они и јас пратеници, така да сакале неќеле комунициравме и позициите диктира соработка. Он беше цело време председател на СДСМ и премиер, а јас бев генерален секретар на ПДП и шеф на пратеничката група на ПДП. Меѓутоа, перманентно имавме и конфликт на соработка, бидејќи со многу ставови не се согласувавме за принципиелни прашања. На влада на Бранко Цренковски, 96 година, после растурање на Сојузот за Македонија, после атентатот на Киро Глигоров, кога Киро Глигоров од вилата Водно излегува и вели дека тој не се согласува со растурање на Сојузот за Македонија, не се согласува со излегување на партијата на Стојан Андов од владата. Бранко Цренковски формира таа влада и многумина велат дека уставниот рок за формирање на таа влада е истечен, дека причината е ПДП и дека таа влада е објавена и е формирана по 12 часот навечер. Уставниот рок беше до 12 часот на полнок и дека 12 часот и 15 минути после полнок е формирана таа влада на Бранко Цренковски, која всушност почнува процесот на дистанцирање на СДСМ од Киро Глигоров, односно на Бранко Цренковски од Киро Глигоров. Тоа е првиот јавен конфликт. Да, јасна беше позицијата на Глигоров дека не сака да се распадне Сојузот за Македонија. Од друга страна, раководството на СДСМ олицетворено во Црвенковски, а не Милјовски. Персоналитетот на Црвенковски беше дека треба да се расчисти со Стојан Андов и со тие струи. Да, точно е дека ПДП до последен момент немаше изградено став за тоа кои ќе бидат нејзини членови во кабинетот на Црвенковски во втората половина од тој мандат 2004-2008. И откако 96-98 е мандатот конкретен по излегувањето на Андов од влада. И тоа е резултат на фактот што во председателството на ПДП не успеа да изгради став за член на влада помеѓу Алити и мене за министер за труд и социјална политика. Тоа сте вие генерален секретар, Алити е председател на партијата. И не овластија, бидејќи вие ќе ги предадете имињата кај Бранко Црвенковски, решете вие по пат до влада од Тетова. Од Тетова до влада се договорите. Да, договорете се. На наплатна рампа. Да, ние за жал ни по пат не се договоривме, зашто јас инсистирав Алити да биде, Алити инсистираше јас да бидам. И кога влеговме кај него, откако му ги дадовме сите имиња, а вика министер за труд и социјална. Да, Алити вика Насир Зибери и јас скокам и викам не Абдураман Алити. Бидејќи временскиот лимит истекуваше во секој момент, да, Црвенковски стана како обезумен и кажа луѓе дајте ми име кој да е само да, зашто мора да го врата мандатот. Да, зашто да ми истекува уставно утврдениот рок за објавување на кабинетот. И во тој момент Алити рече Бранко, кој е председател на ПДП? Вика, ти си Абдураман?
Кој име ти го дадов? Насер Зибери. Пиши Насер Зибери, завршена приказна. Така станувате вице-премиер и министар за труд и социјално. Зибери, ве изненадили 2001 година? Ве прашувам, бидејќи тоа е, што знам, Лјупчо Георгиевски и Менду Таче секој ги слушате вела дека тоа се случило, а немало никаква причина, дека биле релаксирани односите, дека е легализиран Тетовскиот универзитет, дека требало да се реши македонската на државна телевизија, така натаму и така натаму, и дека најмногу за правата на албанците се направени во тие 2 години, од денес се случува војната 2001 година, на војната претходи нели она аферата голема туво и прислушкувањето, па имаме Танушевци, па сите овие случувања Арачинова, нели убиството една година претходно на полицајците на влезот, излезот во Арачиново, ви изненадили војната? Мене лично не, бидејќи прво беа создадени претпоставки дека може да има такви структури по завршување на војната на Косово. На Косово. И во однос на структура, и во однос на раководен и команден кадар, и во однос на оружје. Второ, меѓуетничките односи апсолутно не беа релаксирани. Беа релаксирани односите меѓу владините партнери, ВМРО и ДПА. Кои до тогаш беа многу антагонистички. Помеѓу себе. Да. И во однос на политичките теми. ВМРО ги попречуваше сите иницијативи на тогашната влада и за основање на педагошкиот факултет, протести, и за законот за Филип Петровски и така натаму. За употребата на знамето, албанскиот јазик и така натака. Саво Климовски, Радмила Кипријанов, целата таа структура подосна влезе во владата на Лјупчо Георгиевски. Тим на Георгиевски. И они протежира точно во медиумите теза дека меѓуетничките односи се релаксирани, но ниту еден проблем не беше решен, освен што беа ослободени од издржување на казна со аболицијата на тогашниот председател Трајковски за Руфи Османи и Демири. Тетовскиот универзитет не беше легализиран, туку беше создаден универзитетот на Југоисточна Европа, Штуловиот, така наречениот Штулов универзитет, кој требаше да представува инструмент за згаснување на Тетовскиот универзитет. Добро. Тоа мислите дека беше причина за војна 2001 година? Што всушност искористи Ахмети, знаете? Вие сте 11 години политичка партија, говорам за ПДП, најсериозна политичка партија која е појавена на македонската политичка сцена со албански предзнак. ДП во власта со Лјупчо Георгиевски 2 години може да спроведи такви колумбиски избори какви што спроведа за Борис Трајковски, одеднаш се појавува Али Ахмети. Али Ахмети кој беше no-name за сите нас, за албанците веројатно беше познат, оние протести Косово 81 година, Косово република, па имиграција во Швајцарија и така натаму, меѓутоа за пошироката јавност беше едно непознато. Внатре во Македонија, да, тотално непозната фигура. Ние не го знаевте? Не, ние ја знаевме неговата активност во миграција. Јас со него сум се сретнал 1993 година во Швајцарија, во Луцер. Со Али Ахмети, во Луцер. Он беше прва средба. Овие приказни биле дел или членови на комунистичка партија на Швајцарија за да добијат политички азил, точни ли се? Бидејќи тие ги кажуваше Љубе Бошковски, ги кажуваат и дел од овие безбедносни експерти од Србија и така натаму. Не верувам да туку значи Али Ахмети беше позната фигура во албанската миграција, но не и во Македонија. Значи во Швајцарија. Во Швајцарија. Швајцарија и целата европска миграција албанска. Џако е, например, во Брисел. Во Брисел. Муса Џафери, тука е, значи, во Швајцарија. Во Швајцарија. И он не ги криеше ниту тогаш амбициите дека положбата на албанците треба да се смени радикално во Македонија и тогаш имам водено јас сериозна дебата со него. Во Луцер. Во Луцер. Значи уште 93-та година. Да, 93-та година и јас дури го имав заборавено моментот, он која се враќавме, евоциравме моменти во Призрен и он ме подсети, вика се сеќаваш на средбата во Луцерн кога држеше ти митинг? Јас за митингот знаев, но за случката не. Он полемизираше со страсти со мене за состојбите во земјата. Значи, вие сте биле Јосип Брос Тито, 93-та година за Али Ахмети.
И он не ги криеше, значи се подготвува, Зибери, се подготвува проектите дека радикално треба да се менува положбата на уште тогаш положбата на албанците во Македонија. Имаше плодна почва кај нас. Тоа е едно. Второ, мислам дека таа структура во миграција очекуваше дека со заминувањето на ПДП, дека ќе доаѓа структури кои ќе ги променат нештата и работите. Откако се уверија дека ниту со ДПА и со Тачи и Џафери всушност не се подобруваат во многу сегменти и се стават под тепи со тезата дека се релаксирани меѓуетничките односи, а никаква промена не настана. Ниту уставот се промени, ниту универзитетот се легализираше, ниту употребата на знамето, ниту двојазичност, ниту интеграција во јавниот сектор. Тогаш тие конечно донеса одлука дека треба да настапат и радикално да се променат односи. Добро, сигурно, Звери, гледате, кога беше ова сега со Хашим Тачи, со Кадри Весели, така натаму, испаѓа дека Али Ахмети всушност им бил предпоставен и на Хашим Тачи и на Кадри Весели. А ние таа информација сме ја немале. Па дури ни на Косово, во косовските медиуми таа информација не сме ја слушале, дека Али Ахмети, Фазли Велиу и другите, кои биле ветерани, всушност сметале дека овие помлади структури како Хашим Тачи треба да бидат истакнати во првите редови, дека тие се премногу изложени, дека има премногу за нив одредени информации, дека треба младите структури да бидат во првите редови, а тие од позадина да ги лечат конците. Но Али Ахмети 2001 година ни се појавува како фронтмен. Васко, јавноста немала информации, службите имале. Имале информации. Да. Како доказа тоа е во најкризните моменти, кризата во Арачиново, ме бара Црвенковски да се сретнеме во просториите на град Скопје. Во град Скопје председател на Советот беше Бучковски. Бидејќи и ПДП и СДСМ во тој период беа опозиција. Да. Уште не беше формирана влада. Уште не е формирана. Уште нема рамковен договор. Зашто широката коалиција настанува како продукт на рамковен договор. Да. Вика, те молам, ако имаш информации, ако си спремен и расположен да ги споделиш со мене, кажи ми, за да ја смириме ситуацијата. Кој стои за оваа работа? Викам, јас искрено не сум сигурен дали е така, но мислам дека е по-сериозна работата. Вика, гледам дека се воздржуваш, еве јас ќе ти кажам мои информации, доколку се е така, потврди ми ги. Дека лидер на таа група е Али Ахмети, во тимот му се Фазли Велиу и десна рака му, и ово. Он ми ги наброи 5 клучни фигури кои потоа беа и потврдени. Што значи службите имали информации. Имали информации, да. Павле Таранов пред 10 дена тука во емисија вели како е организирано првото интервју на Али Ахмети за Ајден телевизија со Драган Антоновски, дека тој го организира. Врз база на одредени контакти, телефони кои ги имал до Али Ахмети, организирано е првото интервју, кај што Али Ахмети се појавува не со книга како е снимен во Шиповица, туку во она изјава интервју кој е дадено за Ајден телевизија. Значи дека службите цело време ги имале тие контакти, тие канали? Мислам дека имале точни информации за структурата која стои зад таа активност. И за политичката димензија на активностите негови, значи емиграцијата и раководството на политичките партии на албанците има информации кои Али Ахмети. Добро, Звери, но на прва средба во Призрен, кој е првиот печаток што го имате за Али Ахмети? Тој е човек кој тивко збори, слабичок, не е нешто висок и така натаму. Дури повеќе би рекле исплашен некој човек, а не командант на УЧК кој можел да направи војна во Република Македонија. Кој е првиот впечаток што го имате вие на прва средба во Призрен, кој е сугерирано од страна на ОПСЕ да биде направена со Али Ахмети? Впечатокот и мој, не само мој, опште дека тој е многу скромен.
дека не сака да истакнува и да се наметнува, а сака да слуша и многу повлечен. Не е човек кој сака да се експонира. Имаше контрола на цела ситуација, на генералштаб, на УЧК, на овие и апсолутно располагаше со многу информации. Имаше информации? Да, многу информации. Од Македонија? Да. Што се случува? За настаните, да. Војната и така натаму. Кој може да му ги даде? Меѓутоа, значи, он не сака да се... И сега имам впечаток дека скромноста му е врлина. Не сакаше да се експонира. Од прашањата кои ги поставуваше, зашто повеќе прашуваше отколку што искажуваше. Значи, купуваше да, повеќе. Купуваше отколку што продаваше. Да. Од прашањата што ги поставуваше, заклучуваш дека човекот има информации за што се случува во Македонија. За составите на терен, на политичката сцена. Мислите дека имаше мрежа во... И тогаш за прв пат он всушност се изјаснија, всушност нашата мисија тоа беше, дали ние имаме легитимитет воопште да водиме преговори Во негово име. Во име на албанците, утре да не се случи тоа што Фровик ни го предочи. Да не се случува вие да разговарате џабе, војната да не престане. Вие да направите договор, а војната да продолжи. Да не биде прифатена. Фровик? Да, он рече, тогаш Али Амети рече, на преговарачката маса вие сте представници на албанците. Во Охрид, кој подосна финализира После почна Охрид, да. Меѓутоа, во Призрен, ова многу рано, он рече, јас имам целосна доверба, вие ќе ги водите преговорите. Биде, ајде да решиме некои работи. Веби Велја вели дека тој ги има комуникација, покојни Веби Велја, Алса Тем телевизија, го носи тука Стипе Месич, во текот на војната доаѓа Стипе Месич и така натаму. Покојни Борис Рајковски беше личен пријател со Ричард Фровик, поранешен офицер на ЦИА, подоцна од Илинка Митрева, крај на мај почеток нивни прогласан за персона нон грата, но нон-пейперот кој го дава Маљас и овој план на Ричард Фровик подоцна се преточуваат во рамковниот договор кој е направен во Охрид. Првиот текст на рамковниот договор е составен во вилата на Роберт Фровик на Водно. Тука? Да, во Скопје. Во Скопје. Кои сте таму? Кои се учествувате? Абдураман Алити, Исмет Рамадан и јас. Роберт Фровик и Дејвид, не знам првиот советник како му е презимето, само го памтам уште, Дејвид му беше... Што замина после тамо, не дека Југоисточна Азија, некоја Индонезија, Мали... Да, и тој е првиот човек, уствари, кој имаше непосреден контакт со УЧК во Липковскиот крај. Тој стана зет подоцна на Илинка Митрева, сестрата на Илинка Митрева? Немам такви информации, но на вилата на Роберт Фровик се наброени 14 точки кои се всушност представуваат костур на Охридскиот рамковен договор. Колку средби имате вие со Али Ахмети? Од тој период дека се наоѓа три средби. Да. Значи вие разговарате со Фровик, му ги пренесувате информациите, всушност играта... Првата средба беше со намера, значи дали ние имаме легитимитет воопште да преговараме. Да. После, точно е, јас лично сум бил и сум ги предочил точките за кои се преговара. По прашање на јазикот, по прашање на бадинтеровиот принцип, по прашање на универзитетот и така натака. Кој му го даваше легитимитетот на Фровик? Ако Фровик учествува тие преговори, 14 точки велите Фровик, подоцна го прогласува персона. Беше амбасадор на ОПСЕ. На ОПСЕ. Да. А ОПСЕ беше токму надлежно за безбедносната состојба. Како што е Вокер во Косово клучен, нели, сега го обвинуваат, нели, дека ги ставал сите тие, нели, инструменти за да можат бомбите да паѓаат на вистинско место, значи Фровик има улогата во Република. Фровик беше амбасадор на ОПСЕ во Македонија. Значи ви имате три средби. И беше мандатиран да посредува, да не ескалира конфликтот. До кога е Али Ахмети во Призрен? Кој период вие сте во Призрен? Велите крај на средината на април е првата средба. Кога е последната средба во Призрен? Мислам дека јуни, јули уште една средба и една средба пред завршување на преговорите. Тоа е веќе август. Сите се тие средби во Призрен? Моите се, да. Зашто во Шипковица немате средби? Не, Шипковица он доаѓа по подпишување на рамковниот договор. Значи тогаш дури штабот се моите информации така говорат. Јоко вела дека е присутен, дека дел нашите служби или македонската армија имала
контакти со него во Шилковица? Јас знам дека значи неговото доаѓање е Има промена во расположението кај него, да речеме на почетокот ако е поскромен, пред крај на конфликтот може се чувствува посупериорен. Дали има промена на неговото? Апсолутно не. Ние делевме сега низ разговор која ќе споделиш многу информации и се разбира дека понекогаш изнесуваш информации кои у моментов треба да си резервиран. Но јас знам дека негов став беше цело време дека тој нема да се бави со политика. Марин Грчев дека нема се бави со политика? Да. Тоа беше негов став? Да. Како решава да се влезе? Тоа што прави она платформа на кровно обединување на сите албански партии? На Советот на албанските политички партии во Македонија, со кој требаше он да раководи, откако ДПА го растури таквото тело, он одлучи и он тоа го изнесува постојано дека и Имери и Џафери му рекле Амети создавај своја куќа. Имери Мери, кој бе наследник на чело на кој ПД. Во периодот на војната беше председател на ПД. Тој не оди на средби, вие не го спомнувате, велите Исмет Рамадани, Абдораман Алити и вие одите на средби со еднаш Али Ахмети. Јас и моите информации зборат дека кога се сретнуваат трите субјекти, ПДП, ДПА и Али Ахмети, е лично, но јас на таа средба не сум. Исто е во Призрен? Во Призрен. Во Призрен. Читам. Добро, и кога се враќате од Призрен, кого вие информирате за овие информации или што прифаќа Али Ахмети, што не прифаќа Али Ахмети? Не информиравме ние никого. Јас само со Фровик? Не, ни Фровик, после беше протеран Фровик, кога почна преговорите, Фровик веќе не беше во Македонија. Јас сакав да добијам потврда дали ставовите што ги застапуваме, значи имаат поддршка, да не се случи да склучиме договор кој не. Средина на мај влегувате во владата, така средина на мај, некаде крајот на мај 2001 година направена таа широка влада. Не, широката влада е по потпишување на Охридскиот рамковен договор. Како СДСМ влегува Илинка Митрева го протерува Роберт Фровик, тоа е некаде крајот на мај, почетокот на јуни, ако не се лажам. Срџан Керим ја напушта функцијата и Илинка Митрева нели доаѓа на чело на таа функција? Не сум сигурен кој носи таква одлука за него. Илинка Митрева сигурно е, тоа не е важно. Не битно. Помина години се измеша некој но јас знам дека ПДП станува дел од широката коалиција по потпишување на рамковниот договор. На што инсистираш? Знаете зошто знам дека тогаш станува? Бидејќи преговорите за членување на ПДП. Тоа е коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО, а широка е коалиција после рамковниот договор. Вие останувате во таа коалиција, така е. И дочекувате избори 2002, мислам, у таа коалиција. Знам по тоа што на средбата со Лупчо Георгиевски, кога ги дефиниравме програмските цели на таа широка коалиција, меѓу другото, мој услов беше да ПДП ќе биде дел од коалицијата, меѓутоа вокабуларот терористи, качачки банди и така натака во платформа и во настапите јавни на премиерот не треба да ги има. Марин Ѓурчев беше министер во таа влада. Пред 2 години во интервју вели дека косовските кобри, тоа се овие специјални единици, биле претходница и дека колку десетици косовски кобри всушност се направиле војната 2001 во Република Македонија, дека владата тоа го знаела и дека не направила ништо тоа да биде спречено. И се кажувате на сосема друга приказна дека тоа се луѓе кои се од Македонија, кои останале вооружени после конфликтот 99 година, па имало многу оружје, конфликтот доаѓа 2001 година, дека Ахмети имал целосна контрола на сите тие процеси. Беше контролиран Али Ахмети од страна на косовските служби, косовската држава, бидејќи се пак на територијата на Призрен. Видете, Васко, не е тајна дека припадници на УЧК имало и од Косово, па и од Албанија. Албанија ги знае и на број. И по име. Да, и по име. И таа е многу мала структура. Сега скоро имаше една емисија каде се бројат 23, ако не грешам. Од Албанија. Да. И кои се паднати жртви тука, и кои се живи, така точна е податокот. Не може
увезена структура да води војна во друга држава. Без прво политичката поддршка, без политичкото крило начело со Амети не можеше да се случи 2001. Апсолутно. Интервјуто го сниме петок, утре значи. Ден после снимање ново интервју го објавуваме недела и четврток, значи ќе се случат овие разговори во Охрид на Албин Курти и Александар Вучич. И се доаѓаме до прашањето на Охридските преговори или Охридскиот рамковен договор. Вие сте присутен на тие преговори. Го представувате Али Ахмети, односно ПДП, која е дел на четворна партиска политичка структура ВМРО, ДП, СДСМ, ДПА и ПДП, или тие се подписници заедно со Борис Трајковски на Охридскиот рамковен договор. Тамо не е присутен Али Ахмети, не се присутни структури на УЧК, веројатно вие ги репрезентирате, ги представувате. Како одат преговорите во Охрид? Многу тешко. Прво преговорите се водеа во Скопје. Во Скопје? Да. 2 недели водевме преговори, откако пред да почнат преговорите. Посредниците ги седна 4 поголеми политички партии, СДСМ, ВМРО, ПДП, на маса. Ни го кажаа распоредот, ги почнавме преговорите, 2 представници ПДП, ДПА, СДСМ, ВМРО, и тие преговори се водеа на експертско ниво. Од страната на ПДП бев јас, од страната на ДПА, тогашниот министер за правда и Джентет на Суфи, ако не се лажа. Да, на Суфи, од страната на ВМРО доста Димовска, од страната на СДСМ Семења, Илинка, Поповски, Никола, Шеќеринска и така натака. И од страната на ВМРО понекогаш се менува, но во главном доста Димовска и така натака. Не е битно. По тие преговори од 2 недели, посредниците составија рамка за мирно решавање на спорот, односно постигнување на договор. И тој договор ни беше презентиран на 4 политички партии, каде што беа и председателите, значи Љупчо Георгиевски и усвојство на премиер тогаш. Премиер на македонската влада. Доста Димовска, Бранко Црвенковски и Никола Поповски, Имер Имери, Насер Зибери, Арбен Џафер и Мендо Тачи. Значи пред 8-те. Пред 8-те, посредниците, Фровик, се извинувам, Леотар и Пердју, а состанокот го водеше тогашниот представник на ЕУ во Македонија Тешеира. Пинто Тешеира. Значи тоа е рамката. Тоа е рамка. Кога го изложија планот, македонската страна не го прифати. И Љупчо Георгиевски демонстративно го напушти состанокот и рече дека овде се прифатени само барањата на албанците, ова е крај на Македонија. И после тоа 10 дена имаше застој на преговорите, а у меѓувреме на терен ситуацијата ескалираше до крајни размери. Па во меѓувреме дојда и Хавиер Солана и Робертсон во Скопје. Значи се случува Рачиново. Да, ескалација. Значи ова е пред Рачинова, така? Да. Сето тоа се случува пред почетокот на преговорите во Охрид. И на крај на средбата каде што се присутни Солана и Робертсон, кои не успеа да го убедат Љупчо да ги продолжи преговорите, тогаш Джеймс Пердју, представникот на САД во преговорите, стана и тогаш се виде кој е шеф уствари на преговарачкиот процес. Стана на нозе и рече: доста со празни разговори. Ситуацијата ни излегува од контрола, ние тука бистриме политика као да сме во најдобрите времиња. За едно прашање ќе барам одговор. Ве молам, кажете само да или не сакам пошироко. И му се обрати на председателот Трајковски.
Господине председателе, дали сте спремни да продолжат преговорите? Да, не. И он само кажа yes. Му се обрати на Љупчо и Љупчо кажа yes. Yes. Значи науча yes да кажат меѓу време. Да, и така продолжија преговорите. Вика, кога веќе сите сте спремни да продолжат преговорите нема да продолжат во Скопје, туку во Охрид. И нема да ве пуштам да излезете од таму, во карантин ќе бидете, додека не постигнете договор. Па сега мислете му заврши состанокот. Пред да стигнеме до Охрид, ве прашање сакам да ја поставам. Инаку Пердју подосна амбасадор на Соединетите американски држави во Бугарија, а кај нас прв пат се појава во она делегација на Ричард Холбрук, кој во вилата Водно ги води разговорите со Кирил Григоров пред да биде објавена договора за времената спогодба со Република Грција. А Рачиново и размена на територии. Али Ахмет има неколку изјави дадено дека стигале до него одредени информации или одредени понуди за размена на територии под Албана, Македонија и така натаму. Имате ли ве пренесено некоја понуда за размена на територии, бидејќи тоа беше актуелна, беше објавен план во весникот вечер, Зоран Димитровски кој беше донет пред неколку недели заменик министар за локална самоуправа и главен уредник кој тоа го објавува. Не, ПДП беше исклучено тој процес на преговори за идејата на Ману. Размена ако формално на Ману. Стои цел политички естаблишмент. Да. И Љупчо Илиевски, Борис Трајковски. Политички бекграунд, да. Но формално така беше. Преговарано со Албанија, мислите со одредени структури во Албанија? ПДП беше исклучено. Да. И ние од медиумите ја слушнавме, апсолутно не бевме вклучени во тој процес. Знам дека тоа и лично ми го има кажано Ахмети, дека тој бил категорички против. Дебери, во Рачиново се случува тоа што се случува. Исмет Рамадани, тој е дел на оваа четворка на ПДП, потекнува од Рачиново, ги има информациите и учествува во преговорите, нели, во излекување на одредени структури, командант Хоџа и така натаму, што де факто се случи во Рачиново. Бидејќи и Црвенковски ве прашал што се случува, кои се луѓето на таа средба со Црвенковски во градското собрање, што де факто се случи во Рачиново. Таму имаше Ахмети контрола, тоа беа структури кои беа надвор од контрола, имаше едно убиство на командант Тели, кое со потекло од Албанија. Покасно се случува после Рачиново. Да, кај што има оби да се прелее конфликтот убиството на командант Тели се случува недела пред окончување на преговорите во Охрид. Настаните во Рачиново се пред тоа и улогата на Исмет Рамадани во смирување на состојбите таму беше огромна. Во Рачиново. Во Рачиново. И директно комунициравме Рамадани и јас со командант Хоџа, кој беше командант на единицата која беше влезена во Рачиново. Ви имате клучна улога во овие процеси, мислам, македонската, може албанската јавност тоа го знае, македонската јавност е многу малку информирана и знаете кога ќе дојдете да видите ПСЈО, албанец премиер, нив им доаѓа тоа како од кај дојде човекот како со подобран некој да ви има со кран да ви има инсталирано во целата ова работа. И овие работи кои кажуваме всушност сваќаме дека ова не е нешто или не е некоја приказна која никнала само од себе, туку тоа си има некој мина труд, некоја агенда Еве за тој период само да кажам дека доаѓаше една сериозна закана од командант Хоџа, доколку не престанат нападите, дека тој располага со минофрлачи од некој калибар, 80 или 120. 120 минофрлачи. И рече, ве молам за последен пат ти Исмет Рамадани да одите кај председателот, да даде наредба да престане, инаку јас ќе гаѓам цивилни цели во градот. Имаше најава дека може аеродромот, дека рафинеријата е тука во непосредна близина и така натаму. Значи тоа беше директна закана. Да, директна закана, да. За среќа тоа се затвори како што се затвори. На средба кај со Солана го дава тој временски рок 48 или 72 часа да биде завршена војната во Рачиново, за да не биде грозни, за да не се случува што се случува во Украина, тепих правење од страна на руските. Јас не сум бил присутен и воопште дали бил представник на ПДП на таа средба. Но има други интересни средби со Солана во седиштето на ПДП, кога митралјозите се слуша од позадина,
а Солана искача од седиштето на ПДП и се покрива да не... Митралезите од горе? Од страна на Лучека? Од Калето. Се пука тука? Да, тоа се слушаше од седиштето. Што може да изгледа целата работа многу лесно надвор од контрола? Сега од оваа дистанца може би изгледа тоа многу едноставно, но тоа беше многу проблематично, многу сериозно. И што се случува во Охрид? Ние прв пат тамо Ермира Мехмети ја запознавам, учествува во преводите. Ермира Мехмети беше во својство на преведувач. Од страна меѓународната? Беше представена како преведувач на Армен Џафери. На Армен Џафери? Да. Много во интересен. тимот на ДП. Значи во тимот на ДП. Да. Како оди комуникацијата со Али Ахмети додека сте вие во Охрид, нели? Како вели Джеймс Перду ќе ве затвори во Охрид и нема да излезете додека не завршат преговорите. И навистина беше така, со исклучок што представниците на ПДП не спија во Охрид од безбедносни причини. Вие не спиевте во Да, Охрид? јас бев принуден секој ден и секоја вечер да се враќам од Охрид во Ласкарци и од Ласкарци во Охрид на вилата председател. Sada sam i ВМРО си беа тука, ДПА веројатно во Струшките села, Велишта. Често пати во Струшки крај. Значи вие цело време патувате? Јас цело време патував, бев принуден да патувам и често пати бев придружуван од луѓе кои сметав дека во моментот можат да ми бидат од корист. Како Иџет Мемети, како Азис Положани. Тој беше министар за образование во покасно, да. Во владата на Дуи, нели? Во тој период беше пратеник, да, беше на пратеник ПДП, од ПДП. Од Струшкиот крај му беше блиску. Па често доаѓаше Муамет Алили го спомнав и така натака. Добро, забери. Како се одржувате комуникацијата со само еден детал, зашто навистина се многу информации интересни од тој крај, поготово како дојде до завршување на преговорите, како доаѓаше еднаш Солана до 12 на полноќ да разговараме за прашањето на употребата на јазикот, Робертсон како доаѓаше околу начинот на промена на уставот и така натака. Многу широки се тие дебати, па често пати ги прекинувавме зашто не можевме да најдеме заеднички јазик и се оставаа за на крај, а крајот беше наметнат од состојбата на теренот на Карпалак. Настаните во Карпалак. Настаните во Карпалак се случува доека вие преговараме, да, и Карпалак се случува на 11, ако не грешам. 11 август. Август, да. Јас стигнувам, пред мене веќе беа стигнати Џафери и Тачи. Јас во тој период бев со Имери и Алити, Имери и Муамет Алили. И Пердио или Леотар ни вела дека македонската страна не е спремна да ги продолжи преговорите. Имаше целосен прекин. Председателот Трајковски и представниците на ВМРО и СДСМ горе на вилата, ние доле, ги чекаме, 4 часа не се симна, а за како резултат на настаните на теренот кој ескалира сериозно. Знаете дека се случува Љуботен, се случува Карпалак, се случуваат многу сериозни травматични прегледи. Организирано е тоа да се уништат преговорите, сега од на временска дистанца, на пример, гледате, не сум или последен притисок. Не сум последен сигурен притисок да се секоја страна да има што подобра позиција. Да се заекне својата позиција. И деталот да го изнесам во контекст на прашањето како ги одржувавме комуникациите со Ахмети. Бидејќи немаше услови да продолжат преговорите, дојде Джеймс Пердю рече, ова земи или остави. Што е постигнато? Прекинати преговори, земи или остави. Или остави. А остана отворени две работи. Употребата на јазикот, за кој посредуваше Солана до 12 на полноќ и немавме согласност околу содржината на амандман 5 кој го смени член 7 на Уставот и високото образование. Другото горе-доле беше испеглано. Тие работи што не остана, подоцна се пегла. Да,
требаше да се доиспеглат, не се испегла, не продолжија преговорите. Пердју, откако се увери дека дефинитивно македонската страна не е спремна да продолжи со преговорите, дојде и рече ова земи или остави. Значи, до каде стигна преговорите пред Карпалак, не продолжија понатака. Да. Во тој момент ДПА веднаш прифати да го парафира. Зашто требаше да го парафираат учесниците, представниците на партиите во својства на преговарачи, а тоа беше Джевдет Насуфи од страна на ДПА, Шеќеринска, ако не грешам, од страна на СДСМ, Доста Димовска од страна на ВМРО, или Ѓорчев у моментов зависи кој беше. Кој бил, да. Зависи кој беше на смена. Да, и јас од страна на ПДП. И јас реков, јас нема да го парафирам и подпишам документот, бидејќи не е затворен и не е завршен. Пердју ми се обрати, рече, зошто? Зошто викам, две клучни прашања не се разрешени, а најклучното е високото образование на албански. Вика, може да ти помогнам и да ти олеснам? Викам, повелете. Јас ти гарантирам, не тебе, зашто може би и не значи ништо јако тебе, ама гарантирам јавно е во присуство на останатите, дека Универзитет на албански јазик ќе има. Со устав или без устав. Джеймс Пердју. Пердју, да. Уште еднаш дојде до израз таа неговата величина. Да. Нели црни листи сега, тоа актуелно, кој ќе стават и кој нема да стават на црни, да се знае кој е газда, кој е шерифот. Да. Но и покрај тоа јас не бев спремен да го парафирам. Немавте согласност од медиите. Така, да. Мери инсистираше да се... Слушайте. Не, да се парафира. Притиска Мери. Да. Викам, не, јас не сум спремен, ако сакаш друг да подпише место мене, нека подпише, и место мене тогаш подпиша Азис Положанин. Значи, вие не го подпишате? Не го подпишав. И после тоа настана непријатна ситуација, бидејќи Пердју мене ме знаеше како преговарач. А не Азис Положанин? Да. И реков, не, зашто ме притискате, а јас не сум убеден дека треба да го подпишам, ми треба консултација. Излеговме надвор со Имери и реков, господине Имери, ова свадба што ни се случува символично, војната свадба, не сме актери, ни јас, ни вие, ниту организатори, ниту можеме да ја окончаме. Ниту зет, ниту невеста, ниту сватови. Така, затоа, ако сакаш да ни биде мирна совеста, еве ти го телефонот, слушни се со Али Амети. И тој го побара, и тогаш... Тога значи? Да. На мобилен се слушате? На мобилен, да се слушаме со Али Амети. Али Амети рече доколку сметате дека нема простор за подобрување на договорот и доколку посредниците инсистираат да се заврши, и јас прифаќам. Значи така завршува Охридскиот. Така завршува Охридскиот договор. Значи, Забери, има многу толкување што е договорено, како е договорено. Па Доли Фрчков си тоа нели го дефинира како двете страни различно да толкуваат делови на Охридскиот рамковен договор, дека тоа е техника или технологија на американците и со преспански договори, со сите овие договори, да може двете страни победнички кај своите електорати да ги толкуваат одредени работи. Од сегашна временска дистанца овој Охридски рамковен договор е урник како ќе се решаваат проблемите не само во Македонија, туку и во Косово? Да, служи како модел за вакви или слични општества. Ставете ги во Охрид, изолирајте ги, не ги пуштајте додека не завршат преговорите. Во меѓувреме може некој инцидент, Карпалак или Љуботен или било кој други да се... Па и Радуша, нели? Радуша е без малку на крајот на... сето тоа е во тој период. Но зборот ми е, Охридскиот рамковен договор не завршил со истрпување на преговорите, туку како резултат на... Се прекинати. Да. И за жал Охридскиот рамковен договор се промени по потпишување на договорот.
И тоа во 2 дела. Сега, Преамбулата, на уставот? да, преамбулата, која сега ни станува Проблем о преговорите проблем сериозен со Бугарија. Со Бугарија и не само со Бугарија, бидејќи во Охрид бевме договорени за концепт на граѓанско. Беше договорен концепт на граѓанско? Да, па го има текстот. Лете таа преамбула Да. беше користена како подложка за војната 2001 година, сега е користена од бугарите како подложка за Така, секојаш блокиран- представува сериозен проблем. Да. Проблем. Да. Го има текстот, го имам јас тој текст. Овие 4 пишувачи на првиот устав, Лазе Китановски, Љубомир Фрчковски, така натаму и така натаму. Од сегашна време све дистанца, како ќе ги дефинирате? Владо Поповски, така, нели? да. Мислам Димитар Мирчев беше Да, покојен. Мирчев. Да. Димитар Мирчев. Овие четворица, да. Како ќе ги дефинирате? Ако војната 2001 година станува поради таа преамбула, ако преговорите или проблемите во преговорите со Бугарија се поради таа преамбула, што е проблем на таа преамбула? Вие ја доживувате како израз на македонскиот национализам? Истакнувањето на етничкиот карактер. Ние сметавме дека Македонија треба да се гради на граѓански основи, без истакнување на етничките или рида обележја. врз база на таа преамбула, еве. И Охридскиот рамковен договор е потпишан со таков текст на преамбула. Доаѓа фазата на имплементација, Стојан Андов го блокира процесот на имплементација и условува за промена на преамбулата, вметнување на овој текст што го имаме сега, кој стана повторно неприфатлив за мене и до крај бев против. И на говорница го имав кажано, јас сум принуден измените на уставот да ги поддржувам, но се воздржувам за содржината на преамбулата. Прво, заради содржината како таква и заради принципиелен став, зашто тоа не е Охридскиот рамковен договор. И одредбата на член на 29, ако не грешам, кој го регулира прашањето на верските заедници. При крај сме на емисијата. Али Ахмети сега се соочува со конфликти внатре во Дуј. Со Зимострени тоа лесно го реши, меѓутоа сега со Муса Џафери, значи, ајде, колку е точно или колку не е точно на афера Ибар Мајка Вујко и Стрелец, значи од таа структура без малку никој не остана сега со Али Ахмети. Последниот конфликтот со Муса Џафери. Ја губи контролата командантот или мисли дека се уште е доволно способен за да може да има контрола на процесите? И на политички план и во рамки на самата партија. Дали не е во некоја фаза на Јосип Броз Тито кога младите кадри доаѓаат на сцена или доаѓа нивното време и полека една гарнитура се заминува во политичка пензија? Мислам дека за прво се резервирам во однос на давање точни информации, бидејќи не сум во тие Немате кругови. некоја комуникација сега? Да. Јас комуникација имам и понатака и по потреба со Ахмети, која треба да се Знаете ли со овие огнените момци? Тамо е гледам Беџепи, нели од Сара и вие сте ласкарце тука. Јас коректни односи имам со Изет Меджити. Градоначалник на Да. Ви имавте нели Сега е пратеник. канцеларија нели Да. што беше на Џон Кенеди улицата. Да. Но мислам дека Ахмети има капацитет да го надмине овој проблем. Надминувањето не значи смирување, мора да кажам, но да не оди на штета на водството што го има уште во Дуј и во албанскиот И се електорат. случува и на Дуј Тоа тоа што значи кај вас во дека ПДП се овие случува. случувања не мислам дека ќе му го загрозат до тој степен и авторитетот, но и поддршката што ја има. Знаете, Зибери, и вие направивте коалиција, двете најсилни албански партии во тој момент, ДПА и ПДП. Отидовте на избори 98 година, сега има коалиција која ќе биде предизборна, нели, и во самата влада помеѓу Алијанса на албанците на Таравари и на Али Ахмети. Реално двете најсилни политички партии во моментот, едната наследничка на партијата ДПА на Мендо Тачи, втората, како да речам, се ми се чини дека ПДП како да е претопена во партијата Дуј. И секогаш кога има такви коалиции, тоа не завршува премногу стрекно за албанците во Република Македонија.
Да, општеството, во случајов делот на општеството кој го застапува албанскиот електорат, има потреба секојаш да има коректив. Да биде власт и опозиција. Да има опозиција, сериозна опозиција, која ќе има секогаш критичен однос. Македонците го доживат како доминација на албанците. Знаете, кој имаме тиранска платформа, која се договарат албанските политички партии без разлика со Еди Рама или не со Еди Рама, тогаш е тоа демократија. А кога Зоран Заев ќе даде идеја да се направи коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, кај што албанците биле застапени со 25% соодветно на пописот кој е направен минатата година, тоа што албанците го разбираат тоа како прегласување или како доминација на македонците, како некои двојни критериуми постојано да се... Двојните критериуми се присутни постојано и кај едните и кај другите. Кога тоа се протежира кај македонците сметат дека еве доаѓа до сплутување на двете поголеми политички партии. Не кај македонците, идејата на Заев или така натака. А кога тоа се случува кај албанците, тоа е опасност. И албанците истото го сваќаат доколку две политички партии доминантни на македонците се во коалиција, дека меѓутоа и македонците и албанците имаат потреба од власт, квалитетна власт без јака и силна опозиција не може да е. Например, кога сега анализираме што се случува, стравот кај ВМРО е коалиција на ДУ и на СДСМ. Коалиција за претседателските избори, коалиција за парламентарните избори, без разлика кога ќе се случува, колку што можам да сватам, ДУ и СДСМ сакаат малку да ги пролонгираат изборите, да не бидат до 15 јули, туку да бидат до 15 октомври. Дали ќе успеат, дали е тоа уставно, ќе видиме. Меѓутоа, ВМРО се плаши од таква коалиција. Вие што очекувате? Може да биде формирана таа коалиција? Ве нека биде едно од последните прашања. Лично не сум убеден дека може да има таква коалиција, бидејќи сметам дека ниту би било во интерес на албанците, ниту на македонците, од причина што во тој случај македонскиот субјект би се прикажувал кај македонците како предавник на интересите на македонците, уценувани од ДУИ и така натака. ДУИ води главната, главниот збор. И не мислам дека тоа би било продуктивно. Мислам дека субјектите треба да се надпреваруваат и да освојат поддршка врз основа на своите изворни програмски цели, а потоа да состават владина програма и екипа која ќе... Или меѓународна заедница за една таква европска, да речеме, агенда или коалиција, бидејќи не гледам дека меѓународната заедница се меша, меѓутоа ниту пак се дистанцира од една таква Сигурно, меѓународната заедница никогаш отворено ниту поддржува, ниту се спротивставува на некоја идеја, но индиректно дава сигнали во која насока треба да се движат работите. Ќе видиме ли тие сигнали после евентуално ставање на црна листа? Тоа сакав да кажам, дека тие сигнали ќе дојдат. Доколку меѓународната заедница е убедена дека една евентуално таква коалиција би била продуктивна за продолжување на овие процеси на нашата земја, ќе сигнализираат. Преку црна листа, преку ставање на одредени имиња. Ќе изнајдат методологија. Како тоа да окажат? Понекогаш со албанскиот политички фактор тоа и подиректно го кажуваат. Покажуваат. Последно прашање. Ке има ли калашникови во тој конфликт помеѓу огнените момци и ДУИ или Ањер? Не, апсолутно не. Бидејќи и едните и другите контролираат одредено албанско подземје, многу пари се, тендери се во игра и така натаму. Се може да се случи, но ескалација до тој степен нема да има. И второ, се уште и овие така наречени огнени остануваат на ставот дека проблем не е Ахмети, туку... Меѓутоа, всушност, де факто, главата на Ахмети се бара, знаете. Сметат дека сега треба да се направи одредена подложка или платформа за некој конфликт по заминување на Али Ахмети. Во политиката предвидувањата никогаш долгорочно не може да се предвидуваат, така да и ова не може некој да калкулира уште сега по заминување на Ахмети, кој ќе биде... ДУИ, кога ќе дојде во тесно... Ахмети, мислам дека уште одреден период ќе биде начело на ДУИ. Видите, Зибери, почнавме со Албанец премиер, ќе завршиме со Албанец премиер. Кога ДУИ се најде во тесно, Бехтел, аферата Бехтел, го извадија проектот Албанец премиер. Буер Османи, Артен Груби и така натаму и така. Значи, секогаш ДУИ, кој сака да дефокусира или да наметне одредена тема, тоа го прави со националистички теми. Албанец премиер.
Како тоа ќе биде разборено? И последно прашање кратко. Зошто се вади очинело таа тема? Помина 20 години од војната, мислам дека веќе дојде време што сема други прашања да доминираат на политичката сцена, не албанец за премиер, како мислам дека Ахмети сега е во таа фаза и идејата коалиција за европска иднина е токму антипод на идеја на Али Ахмети. На Ахмети и е антипод на овие етнички предизвици. Зебери, фала многу. Многу среќа. Фала и на вас на можноста. Ова беше емисијата во Центар, ова беше вториот дел или последниот дел на интервјуто со Насер Зебери. Ако ви се допадна вечерашната емисија, ако ви се допадна интервјуто со Насер Зебери, мислам дека дававме ексклузивни работи кои првпат македонската јавност ги има слушнато, тогаш ново дружење ви закажувам недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонија. Каде да си?